Македонското МНР ќе одлучува кои дипломатски механизми ќе ги употреби како реакција до официјална Софија по одлуката за 10-годишна забрана за влез на адвокатот Тони Менкиновски, бранител на македонското малцинство во Бугарија. Министрот Муцунски ќе ги разгледува наводите во одлуката пред да донесе одлука како ќе реагира, но вели дека е разочаран од постапката на земја членка на Европската унија. Мерката и механизмот дополнително ќе процениме во рамките на институцијата каква мерка и кој механизам ќе го искористиме што го имаме на располагање, но јас сум не само негативно изненаден, сум и длабоко разочаран за односот на една земја членка на Европската унија кон нашите граѓани и не сакам да верувам дека Европската унија, која што посакуваме да станеме полноправна членка, ќе застане на страната на едни вакви ретроградни действија и механизми кои што доагаат од нашиот сосед. Македонците од Бугарија, чиј застапник пред судот за човекови права е Менкиновски, вела дека забраната не е со правна позадина, туку етничка, само затоа што е македонец. Ваквата одлука за нив е потврда за дискриминацијата која им се прави. Правна гледна точка е комплетно скандалозна, а и политички е скандалозна во интерес на вистината. Зборуваме за човек кој што нема направено ништо незаконско, ништо против Бугарија, ништо кое што бугарскиот закон би можел да го идентификува како причина да се забрани влегувањето во земјата. Бугарија овде направи голема грешка, бидејќи такви случаи на губене на контрола од страна на бугарските власти само помагат Европа да види дека се работи за многу тежок случај на дискриминација, на цела политика на дискриминација на едно малцинство кое што постои во Бугарија и кое што Бугарија упорно сака да направи да не постои. Менкиновски доби црн печат во пасошот преди обид на 6 март да ја помине македонско-бугарската граница, а полицијата му врачила одлука дека има забрана за влез во следните 10 години. Без да бидат наведени причините за ваквата одлука, ниту каква закана представува за Бугарија. Тој вели дека ова е обид за негово замолчување поради ангажманот како правен застапник на македонците пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Менкиновски најави дека ќе ја оспори оваа мерка пред домашните и меѓународните институции. И премиерот Мицкоски најави дека како држава ќе ги искористиме сите алатки за заштита на секој еден македонски граѓанин. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.